Белата чума го зема својот данок. Бројот на ученици кои се запишуваат во основните и средни училишта во целата држава е се помал. Ова е хроничен проблем кој се провлекува веќе четврта деценија, укажуваат универзитетските професори. Ние направивме едно општество во коем не ги задржавме младите. Кај нас младите не ја гледаат, се уште не ја гледаат иднината во своите градови, во својата држава. И многу од нив се иселуваат се уште. Знаеме дека Македонија според најновите информации земја со огромен број на еселеност, меѓу првите 2-3 во Европа, исто така со огромен пад на наталитетот, што заедно гледано двата параметри навистина е една страшна прогноза за иднината на оваа држава. Идните генерации ќе ги задржиме само ако целосно ја смениме филозофијата за развој на нашето општество. Младите не заминуваат само од финансиски причини, тие бараат подобро образование, култура, можности за напредок, европски стандарди. И во една ваква ситуација, советите на општините се принудени да носат одлуки за формирање паралелки со помал број ученици од дозволениот минимум. Во Охрид идната учебна година во основните училишта ќе има паралелки со по 4 до највеќе 15 на ученици. Во период од 10 години бројот на основци и средношколци е намален за 100. И не треба воопшто да се справува да се стравува во однос на кадровската и наставната структура, таа сепак ќе остане стабилна и менаџерските тимови нормално без оглед на тоа што ние даваме согласности за помал број од паралелки, ниту еден наставник нема да остане без работа. И се надевам дека токму оние работи кои што и ние како општина и владата на Република Македонија ги презема, ќе бидат поттик за понатаму да не се соочуваме со вакви работи. Ние сме една од ретките општини кои даваат еднократна парична помош од 3000 денари за секој прваче. Првенците на генерација парично ги наградуваме, даваме стипендии за талентираните ученици, се со цел да се намали тенденцијата на празнење на училишните клупи, вели Бежиновски, но сепак се уште има училишта во руралните средини со по еден ученик. Во последните 8 години бројот на новороденчиња во држава е намален за 30%, а во период од 10 години, од 2010 до 2020, се иселиле околу 70.000 македонци. Владата предвидува сет мерки со кои ќе се намалат овие лоши статистики. Се предвидуваат 6 бесплатни инвитро процедури, како и финансиска стимулација за прво и второ дете. Потоа се предвидува ослободување од персонален данок на доход за мајките. 1 година за прво дете, 2 за второ, а за трето и повеќе секоја година да биде ослободена, се додека првото дете не стане полнолетно.